Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охрид во сезона, градилиште или туристички центар? Стружани и ова лето имаат проблеми со водоснабдувањето. Собранието пресече, дуќаните во туристичките центри ќе работат во недела. Од Сојузот на синдикати на Македонија незадоволни од законските измени, со кои недела е работен ден во туристичките места. Русите ракетираат трговски центар полн со цивили. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топло. Беа измерени максимални 31 степен Целзиусов. Попладне појава на локална облачност која доцна вечерта може да донесе и локални врнежи од дожд. Во среда над британските острови, централна и источна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, грмотевици и услови за појава на невреме. Во останатите делови од стариот континент претежно сончево и топло време. Во среда на Балканскиот полуостров сончево со локална облачност и топло време, а локално во централните делови на полуостровот услови за врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 29 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во среда сончево и многу топло време. Попладне појава на локална облачност која доцна попладне и вечерта, локално во северните, западните и југозападните делови може да донесе услови за слаби локални врнежи од дожд. Минималните температури во земјава од 12 до 21 степена, максималните дневни температури во среда во Македонија од 28 до 37 степени. УВ индексот со висока вредност 8. Во Охрид во среда претежно сончево време со локална облачност и високи температури. Вечерта услови за слаби и локални врнежи од дожд, минималната 17, дневната температура 31. Во четврток претежно сончево време со локална облачност и високи температури, а попладни услови за слаб локален дожд, дневната 32 степени Целзиусови. Во петок и сабота претежно сончево време со локална облачност и топло, минималната дневна температура 19, односно 18, а максималната дневна ќе достигне 32 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Чипс домакински 160 грама 65 денари. Еарвико свежувач 19 мл 155 денари. Јана вода со боровница и брусница 1,5 литри 23 денари. Вегета 250 грама 79 денари. Вет Вакс Стрипс 20 парчиња 205 денари. Бекутан Бейби шампон 400 мл 119 денари. Ароксол спирала против инсекти 75 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Веќе 7 месеци охриѓани, а и туристите чекаат на реконструкцијата на улицата Македонски просветители. Додека туристичката сезона е во полн ек, срцето на Охрид повеќе личи на градилиште отколку на туристички центар.
Охриѓани негодуваат. Додека туристичката сезона е во полнек, срцето на Охрид повеќе личи на градилиште отколку на туристички центар. На крајот на месец ноември минатата година, градоначалникот Пецаков најави дека охриѓани и туристите со ново изградената улица Македонски просветители во самото срце на Охрид ќе добијат ново булеварско решение. Двосмерна велосипедска патека, 2 пешачки патеки, 2 коловозни ленти и паркинг префрлен од друга страна, со реализација на косо паркирање под агол од 45 степени. Во месец април годинава пак, на седница на Совет, кога започна изградбата на така наречената трета фаза од реконструкцијата на оваа улица, градоначалникот Пецаков оптимистички најави дека градежните работи ќе бидат завршени во предвидениот краен рок за изведба 1 јуни. Рокот за изградба на таа улица е до 1 јуни. Дефиниран ги имаме чести состановци и со изведувачи, и со надзор, и со буквално сите останати служби кои што работат, затоа што сите јавни предпријатија се уклучени во самава изградба на проектов. И би рекол дека нашите работи по однос на фази за тоа што се одвиваат, втората фаза како фаза ние имаме завршено она што е наша обврска, зборам како општина Охрид, некаде околу 15 март, значи месец дена е нашата работа завршена за втората фаза, а за третата фаза која што веќе од денеска започнува да се отвора како градежна фаза, ќе бидеме готови некаде измеѓу 15 и 20 мај. Од предвидениот краен рок до денес, речиси 1 месец подоцна, видовме само делумно изградена 1/3 од улицата, со користење на разноразни материјали, ред макадам, ред асфалт, ред гранитни плочи, ред помал макадам и повторно ред асфалт. Уште гледаме хаос во сообраќајот во време кога бројот на автомобили поради туристичката сезона во Охрид се зголемува и за неколку пати. Видовме хортикултурно решение на среден разделен цветен појас, измиен при првиот пообилен дожд и очајно малку зеленило. Квалитетот на изведбата на улицата е сосем друга приказна. Нивелацијата на тротоарите и на самата улица техника, која дури римјаните ја совладале, за нашите изведувачи за жал се уште представува проблем. Но да оставиме на техничкиот прием да покаже колку улицата е квалитетно и технички издржано изградена. Или да оставиме на вистинскиот тест, па по првиот пороен дожд да покаже како функционира сепарацијата на атмосферската и фекалната канализација и изведбата на самата улица. Собствениците на дуќаните на овој потек само чекаат да биде покриена прашината пред собствениот дуќан. Друго не сакаат да коментираат. Она што најмногу загрижува е фактот што шансите да се пушти во употреба, па макар и наредниот месец, се речиси нула, а за подсетување од 1 јули стапува на сила и мораториумот за градење во централното градско подрачје, донесен токму од локалната самоуправа. Во периодот од 1 јули до 31 август годинава се забранува изведување градежни работи од типот висока и ниска градба, прекупување на улици, тротоари и патеки на подрачјето на општина Охрид. Оваа забрана важи за просторот под улицата Туристичка до езерото и тоа на потегот од Билјанини извори до реката Даљан, просторот над улица Туристичка во длабочина од 50 метри и туристичките локации на потегот од каналот Студенчишта до манастирскиот комплекс Свети Наум. Одлуката за забрана за изведување градежни работи во летниот период во Охрид е во согласност со член 62 од Законот за локална самоуправа и член 83 од Статутот на општина Охрид. Реконструкцијата на улицата Македонски просветители на потегот од крстосницата со булеварот Туристичка до кружниот тек на плоштадот е инвестиција која се реализира како дел од проектот за поврзување на локални патишта, со финансиска подршка од Светска банка. Започна кон крајот на ноември минатата година, а ја чини локалната самоуправа дополнителни 50 милиони денари кои не биле предвидени во проектот кој оваа локална власт го наследи. Во Струшко секое лето иста мака. Граѓаните се жалат на секојдневни проблеми со водоснабдувањето. Од јавното предпријатие Водовод Струга велат, се случуваат прекини во водоснабдувањето поради интервенции врз дефекти или поради нови инвестиции за подобрување на водоводот. Нема крај на проблемите со водоснабдувањето во Струшко. Речиси секојдневно има поплаки од револтирани граѓани, кои или со часови немаат вода или притисокот е многу слаб, па не ги задоволува потребите,
Пред 2 дена поголемиот дел од градот и околината повторно беше без вода, но овие летни високи температури едноставно е невозможно да се преживее без вода, велат стружани. Кеми проблеми, тоа ќе си дома скоро вин като... Имаме проблем, особено сега кога доаѓаат печалбарите. Месеците јули и август има многу проблеми со водата. И тие што доаѓаат на одмор имаат проблем. Особено во лето, од јули до септември имаме проблем со недостиг на вода. Во село Шум водата не се пие. Тоа ни е најголем проблем. Јас живеам во село. Има и со струја проблеми, има прекини, а не кажуваат, не информираат навремено. Корошишта, Делогожда, Ливада, сите тие села го имаат истиот проблем. Од јавното предпријатие Водовод Струга велат се случуваат прекини во водоснабдувањето поради интервенции врз дефекти или поради нови инвестиции за подобрување на водоводот. Некогаш има пречки негде, пошто знаете дека системот, инфраструктурата е стара и интервенираме кај што има дефекти, ама тоа значи дека ние работиме за да ги следиме работите. И не значи дека и да се нови цевките можеби да ќе имат дефекти и некогаш ќе имат потреба да се исклучува. Никогаш не исклучуваме вода без да пријавиме. Најголемиот проблем според Струшкото предпријатие е злоупотребата на водата која се случува во летниот период, зашто најавија контроли и казни. Апелира до граѓаните да не се злоупотребува водата, бидејќи за тие што не се одговорни, ќе имат екипа, ќе следит контрола, голема контрола, заедно со екипите на полиција, за да заедно действуваме, да нема злоупотреба, за да честните луѓе да имат вода цело лето. Од Водовод Струга велат дека оваа туристичка сезона стружани и туристите нема да имаат проблеми со водоснабдувањето. Министерството за здравство со апел до граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од високи температури. Поради високите температури кои деновиве зафатија државата, Министерството за здравство апелира граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита на здравјето, особено да внимаваат и да преземат соодветни мерки за заштита од ултравиолетовото зрачење. УВ зрачењето и топлината се најсилни во периодот помеѓу 10 и 14 часот и се препорачува во тој период да биде што е можно помала изложеноста на сонце, да се остане повеќе во затворени простории пред се климатизирани, да се носи светла и лесна облека, да се внесуваат големи количества течност и најдобро обична вода за пиење, да се избегнуваат алкохолните пијалаци. Воедно да се внесува помало количество храна, претежно овошје и зеленчука, помалку мрсна храна. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труења со храна и цревни заразни заболувања се препорачува задолжително миење на овошјето и зеленчукот, термичка подготовка на храната. На хронично болните лица им се препорачува редовно да ја земаат препишаната терапија во консултација со матичните лекари. Министерството за здравство заедно со Комисијата за следење на ефектите од високите температури при Министерството во континуитет и на дневна основа ја следат состојбата и доколку има пораст на температурите согласно најавите од Управата за хидрометеоролошки работи ќе бидат предложени соодветни превентивни мерки. Собранието пресече. Дуќаните во туристичките центри ќе може да работат во недела. Оваа одлука ја поздравија трговците, наспроти синдикатот кој смета дека недела треба да биде неработен ден за сите. Вчера попладне собранието ги изгласа законските измени. Сите трговци во туристичките места ќе можат да работат во недела и на празници, а работниците ќе добијат 100% поголема дневница. Овие законски измени стапуваат на сила веднаш откако ќе бидат објавени во службен весник. Според министерот Бектеши, со измените и дополнувањето на законот за трговија, се очекува дополнително да се поттикне економската активност во земјата, посебно во туристичките места. Имајќи ги во предвид податоците кои што ги имаме од Државниот завод за статистика за раст на бројот на туристи од почетокот на годината, а и очекувањата согласно веќе направените резервации за странски туристи, кои што оваа туристичка сезона ќе ја посетат Северна Македонија, посебно Охрид и Струга, согласно законските измени, очекуваме зголемување на туристичката активност во целата земја.
Измените на Законот за трговија се донесени со заеднички диалог во инклузивен процес со сите засегнати страни, посебно во туристичкиот сектор. Работниците во трговските објекти кои ќе работат во недела и празници ќе добијат дневница поголема за 100%. Сојузот на синдикати во неколку наврати претходно реагираше на ваквиот предлог, сметајќи дека недела неработен ден беше најдоброто решение за работниците. И оние работници за кои што имавме податок дека работат во недела и добиваат 250% дневница, се изјаснија дека не сакаат да работат во недела. Ако е недела неработен ден по традиција во било која држава, сакаат и нашите работници да одмараат и да имаат семеен живот. Меѓутоа, во дејности каде што мораше да се работи, се согласивме и има такви исклучителни дејности, работниците работат и добиваат надоместок за тоа. Да не се лажеме дека во чаршијава во Охрид или владата која слушаме ќе искочи секој град во државата дека е туристичко место, бидејќи туристи нема само во Охрид, има и во Скопје, ако дозволиме сите да работат во недела, тогаш не сме постигнале ништо. Чаршискиот еснав задоволен од одлуката во недела да може да работат дуќанџиите. Охрид и чаршијата ви се благодарни за несебичното залагање и поддршка за измена на Законот за работа во недела и празници во туристичките места. Законот е донесен со поддршка од сите политички партии и со тоа докажавме дека имаме сенс за вакви суштински прашања. Охридската чаршија ќе продолжи да обстојува благодарение на сите вас, напиша Маја Бакал, председател на Сдруженијето Чаршиски еснав. Најголем број туристи во Охрид и Струга има токму во викенди. Во недела чаршиите во туристичките центри беа пусти, водичите и целиот туристички еснав бараше дуќаните да може да работат во недела. Сојузот на синдикати на Македонија денеска излезе пред Министерството за труд и социјална политика за да го изрази незадоволството од законските измени кои предвидуваат недела да биде работен ден во туристичките места. Сојузот на синдикати на Македонија на протест пред Министерството за труд и социјална политика за недела да биде работен ден во туристичките места. Председателот на ССМ Дарко Димовски се повика на Законот за туризам, порачувајќи дека мора да се има предвид дека постојат ограничувања каде смее да се работи и во секторот туризам. Пред мене е Законот за туризам и тој вика се дели на езерски, планински туристички места, рурален и алтернативен туризам, Скопје како туристичка дестинација, стари чарши и туристички атракции. Мора да знаеме дека не може да работат сите, толку баш напротив, тука се убаво пишува, еве во планинските туристички места на бројово вика Попова шапка на Шар планина, Маврово на Бистра, Ниже поле и Копанке во Пелистер, Крушева и Бушева планина и Поникова во Соговски планини. Сега збориме за алтернативниот Берово, Брајчино, Вевчани, збориме за туристичките дестинации Старата Скопска чаршија, Скопскиот плоштад, Кањонот Матка, Скопското кале, Скопската чаршија, Охридската, Струшката, Битолската и Предиската чаршија. Значи до тие несовисни работодавачи кои ќе сакаат да не ангажираат, да си го прочитаат Законот за туризам и да знаат дека има ограничувања каде смее да се работи. Пред Министерството излезе и Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Таа потенцира дека цврсто стои зад правата на работниците и квалитетот на живот на сите работници. Додаде дека социјалниот диалог ќе продолжи и ги повика синдикалните представници на средба. Синдикалците потсетија и на барањето за линеарно покачување на платите за работниците од јавниот сектор за 2806 денари. Министерката изрази надеж дека до септември ќе се изнајде заедничко решение со синдикатот. Државниот инспекторат за животна средина со укажување до единиците на локална самоуправа. Надлежноста за спроведување на Законот за јавна чистота ја имаат локалните самоуправи, односно инспекцијски надзор по овој закон вршат комуналните инспектори и редари од општините и за се што представува смет на јавни површини, улици, паркови, контејнери, по водотеци, реки, покрај јавни патишта, покрај магистрални патишта, планини. Во периодот пред летната сезона, со зголемени температури и висок ризик за опожарување на нестандардните депонии за комунален отпад со кои управуваат јавните комунални предпријатија и воопшто палење отпад на јавни површини, Државниот инспекторат за животна средина им укажува на општините дека целосна надлежност да постапуваат имаат општинските инспектори за животна средина. Хуманост, насмевки, спорт и тимска игра преку стрит баскет 3-3 од Деца за дета Охрид 2022.
Прв хуманитарен турнир стрит баскет 3-3 од деца за деца Охрид 2022. Надпреварот се одржа на игралиштето на Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски. Покровител на настанот се македонските темплари Свети Наум Охридски во соработка со кошаркарскиот клуб Колибри, Сдружение Енхелеус Лихнит, Лабино Саунд и Црвен крст Охрид. Турнирот е одлична можност за децата на возраст од 10 до 15 години од Охрид и пошироко да се дружат, спортуваат и да го развиваат хуманитарниот дух, велат организаторите. На хуманитарниот турнир учествуваа околу 60 деца. Ни представува огромна чест и задоволство што се помина во најдобар ред, што преку хуманост децата имаа можност за дружба, тимска игра, спорт, рекреација, едукација. Со помош на Сдруженијето Енхелеус Лихнит придонесовме и за подигнување на еколошката свест и зачувување на животната средина од најмладите, додаваат од македонски темплари. На најуспешните 3 екипи им беа доделени вредни награди од страна на главниот покровител на настанот македонски темплари Свети Наум Охридски Охрид, додека секој учесник доби капа и маичка и благодарница за земено учество. Во категоријата од 10 до 11 години првото место го зема екипата Мускетари, второто место екипата Дзит и третото место The Best Boys. За најкорисен играч на турнирот во оваа категорија беше прогласена Софија Каневче. Во категорија 12 до 13 години првата награда припадна на екипата Топка, второто место го земаа Лесни пари и третото место им припадна на канаринците. Титулата најкорисен играч во категоријата од 12 до 13 години му припадна на Бојан Мојсовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 18 лица загинаа, 59 се ранети во руски ракетен напад врз преполн трговски центар во централниот украински град Кременчук доцна попладне вчера, соопшти шефот на државната служба за вонредни состојби. Службата за итни случаи се уште трага по жртвите, изјави за Киев Индепендент службеник за печат на администрацијата на регионот Полтава. Се очекува бројот на загинати да се зголеми додека спасувачите продолжуваат со потрагата. Гувернерот на регионот Полтава изјави дека 36 лица се уште се водат како исчезнати по вчерашниот напад, а спасувачите продолжуваат да пребаруваат низ урнатините. Лидерите од целиот свет побрзаа да го осудат смртоносниот напад како гнасно воено злосторство, а меѓународниот гнев расте поради нападот, пренесува Guardian. Во заедничката изјава лидерите на Г7 го осудија нападот и истакнаа дека нападите насочени кон цивилите се воено злосторство. Најмалку 46 тела се пронајдени во приколка на напуштен камион на периферијата на Сан Антонио, Тексас. Од противпожарната служба соопштија дека 16 луѓе, меѓу кои 4 деца, се пренесени во болница. Преживеаните биле со температура и страдале од топлотен удар и исцрпеност. Камионот бил пронајден покрај пруга во оддалечена област на јужната периферија на Сан Антонио. Сан Антонио се наоѓа на 250 километри од границата меѓу САД и Мексико и е главна транзитна рута за трговија со луѓе. Трговците со луѓе често користат камиони без документи за да превезуваат мигранти кои успеале да преминат во САД. Имиграцијата е спорно политичко прашање во САД, каде во мај беа приведени рекордни 239.000 мигранти без документи кои влегле во земјата од Мексико. Многумина од нив патуваат по крајно ризични и небезбедни рути. 3 лица загинаа, 50 се повредени откако патнички воз излетал од шини во Мисури, објавија американските медиуми. Несреќата се случила во близина на градот Мендон во американската сојузна држава Мисури, а 2 лица кои загинале се наоѓале во возот, трето на камионот кој налетал на возот. Инцидентот се случил на раскрсница со пруга каде немало рампа. Во возот имало 243 патници и 12 работници, а училиштето во близина е претворено во центар за тријажа за жртви со полесни повреди. Европа минува ни седмиот бран на COVID-19 во голема мера објаснет со новите соеви на вируси кои имаат силен капацитет да избегнат заштитата создадена од вакцинацијата и претходните инфекции. Новиот скок на заразените може да се објасни со олабавување на мерките за заштита и со падот на имунитетот на луѓето. Сега е познато дека заштитата која обезбедуваат вакцините и претходните инфекции слабее по неколку месеци. Луѓето инфицирани со омикрон сојот во декември се помалку заштитени од заразените на почетокот на годината. Истото важи и за имунитетот кој го постигнуваат вакцините, иако тој останува многу силен против тешките форми на болеста, малку е послаб за помалку тешките форми, велат експертите. Научниците велат дека новиот бран се објаснува и со развојот на новите омикронски подваријанти BA4 и BA5.
Почитувани гледачи, со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!